Законот за прекршоци треба да биде првиот производ на позитивната атмосфера на вчерашната лидерска средба. Дел од координаторите на пратеничките групи предпладнево имале неформална средба на која почнале комуникација, но финален договор се уште нема. Ду имале неколку забелешки по што побарале дополнително време за координација. Информацијата ја потврди и собранискиот спикер кој очекува брзи резултати. Средбата била исклучително конструктивна. Очекувам дека денеска веќе веднаш ќе има средба на координаторите во собрание и ќе почнат со работа да ги усогласат законите за кои се договориле да ги донесеме што побрзо. Околу народниот правобранител? Исто така, да. Можно е денеска, утре да имаме решение. Партиските лидери на вчерашната средба заклучија и дека треба да се укине пржинската влада. Оставија простор доколку СДСМ се согласи со тоа таа да се укине веднаш. Ако не, тогаш наредните избори да бидат последни кои ќе ги организира техничка влада. Најпрво да расчистиме дека пржинската или техничката влада е и ќе биде единствен услов за одржување на демократски нормални избори, бидејќи во Македонија во моментот услови за тоа други нема. Така да ќе продолжиме со сите демократски средства да се залагаме за техничката, односно пржинската влада да продолжи да функционира во позитивниот систем на Македонија. СДСМ кои вчера ја бойкотираа лидерската средба, утрово не ни добиле покана за неформалната координација. Во моментов остануваат единствената партија која е надвор од разговорите меѓу пратеничките групи, а со бројот на пратеници во собранието немаат некој капацитет да му наштетат на процесот. Лидерската средба, која вчера ја свика премиерот Мицкоски, беше оценета како конструктивна од сите учесници. Покрај законот за прекршоци се очекува договори за избор на народен правобранител, измени во изборниот законник, како и останатите закони од правосудството кои се дел од реформската агенда, а за чие донесување треба двотретинско или пак бадентерово мнозинство. Александар Спасовски, Сител телевизија.